Здраво, ова е 187-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Hater на Јанко Маса, во кој станува збор за Томаш, глумен од Мацијеј Мусаиловски, младо момче кое што е револтирано од страна на фамилијата на богаташи и одлучува да најде стремеш во животот во тоа што ќе ги саботира животите на луѓето наоколу и ќе се обиде да го контролира хаосот кој што ќе го создаде со неговото дигитално присуство. Класизмот е една од болестите на човештвото која нема да биде истребена во 21 век, туку ќе биде се поочигледна, како и во случајот на Томаш, кој колку и да е примерен и послушен, сепак ќе биде исмејан на страна на фамилијата на девојката која што тој посакува да ја сака. Токму така, Томаш има потреба од припаѓање, меѓутоа во рамките на семејството кое го издржува не го наоѓа своето место, ниту почита по која трага. Пламнува омразата кај Томаш, кога ќе слушне што се крие зад лицемерните насмевки на семејството и се претвора во архетип на модерен антагонист кој ќе го предводи филмот. Филмот е пример за енормното влијание кое го имаат социјалните мрежи врз политичката кампања на кандидатот за позиција во власта и подлите начини како да се декласира и дережира конкуренцијата со јалови кампањи на зацрнување, односно антагонизирање со помош на лаги, кои кога ќе бидат повторени многу пати во доем на поширокиот аудиториум на простата маса стануваат вистина. Живееме во време во кое се прави замена на постоечките вредности и се создаваат нови во доменот на дигиталното постоење, кај што немаме веродостоен извор до кој може да дојдеме до вистината, без да биде таа манипулирана за нечии потреби. Од немирите на улиците можеме да заклучиме дека нестабилна е состојбата на Полска во која го затекнуваме действието визави европските идеали кон кои се стреми. Томаш подмолно се инфилтрира во таборот на Полската партија за да може да ги имплементира доктрините на Сан Цу со доближување до непријателот како двоен агент, шпион под превртлива интенција, продавајќи лажни информации во облик на пријател и поддржувач. Манипулативна е секоја човечка релација која ја впрегнува, посебно љубовната, која се базира на задоволување на неговото его, а не на обострана размена на афинитети. Томаш се однесува како разгалено дете, кому му е одземена омилената играчка и решава да ја запали градинката, па дури и да му биде вратена. А всушност, сака само да биде дел од некаква заедница, кај што ќе биде почитуван од погрешните луѓе, на кои им вади око за око. Хипокрит кој се лути на хипокрити. Срам умее да биде мотиватор кој би предизвикал реакционо излевање на злоба, но тој што ја шири нема да може реципроцитетно да го наплати губитокот на достоинството кој го има претрпено со упропастувањето на туѓите животи. Не работи животот така. Уште од првиот кадар забележуваме дека Томаш нема скрупули за да изведе плагијаторство, да го скрши законот на правен факултет, што значи дека од самото запознавање со него моралниот компас не му работи, така што до крајот на филмот нема етички норматив кој не е подготвен да го прекрши за да го исполни својот себичен план. Затоа и го наоѓа своето место во PR агенцијата, кај што ги лоцира слабите точки на противниците и ги експлоатира за свој бенефит патолошкиот лажко. Најпрвин страда една инфлуенсерка од хејтот кој го предизвикува, а потоа се одмаздува на кандидатот за градоначалник на Варшава. Нема средства кои не би ги употребил Макијавелецот за да дојде до целта. Како што се гледа навечер телевизија во останатите домови, воајерот Томаш гледа и слуша во туѓата приватност, што представува негова забава и разонода. Сценаристот Матеуш Пацевиц ја затвора приказката со истите ликови со кои ја отвора, на иста маса, но со поразличен дисбаланс помеѓу нив. Дали ќе успее да ги изигра вашите емоции и да почнете да сочувствувате со антагонистот, тоа го препуштам на вашето доживување на филмот. Филмот дополнително станува релевантен затоа што живееме во епоха на хејтерство. Имено се слави ширењето на омраза на социјалните мрежи, се величи нечие омаловажување, се шири злосреќа низ виртуелните пространства и тоа сноси последици на реалниот свет. Не баре човештвото и да ја чека некој да го фрли првиот камен за да започне да каменува, додека друга групација на воајери гледаат со пуканките во рака на пресметката и се ситат на коментарите. Ми се гади од нив. Инстантна слава предизвикува и експедитивна пропаст. Директорот на фотографија Радек Латчук, кој ги реализираше филмските кошмари на Дженифер Кент, за мене ги снима највпечатливите кадри во затемнетите простории со минимално светло кога матните тајни излегуваат на виделина.
Идентично како и во Suicide Room, искористени се во функција на cutscenes извадоци од видеоигрите, кај што има интеракција помеѓу ликовите со помош на нивните аватари, кај што се договараат за престојниот масакр. Снима Silent Disco, снима во канцеларии и во домови, држи фиксирана камера во ентериери и снима движење со помош на стабилизатори, тогаш кога треба да експлодира действието. Монтажерката Александра Говин одлично ги монтира подвизите на социјалните мрежи со последиците од реалноста, но е обвинувана за тоа што го нема подигната нејзиниот глас, за да се спротистави на натрупувањето на пролонгираните сцени во делото, кое нема никаква оправданост да трае 2 сати и 15 минути, посебно не во сегментите со политичарот. Ќе се задржеше иницијалната експлозивност, доколку монтажерката си ја завршеше својата работа, создаваше лаконска нитка и се спротиставаше на режисерот за да произведат посеусредоточена целина на филмот, која ќе има поконзистентен ритам, како тој од прологот, но успева да создаде нанис од најразлични снимки кои варираат од протестните немири снимени на мобилен телефон до карактери од видеоигра и YouTube видеа. Комаса колаборира со овој тим уште во Suicide Room, вклучувајќи го и композиторот Михал Јацашек од новембар. Иако доминира електронската музика во Silent Disco сегментот на филмот, сепак тој мапира место за да го засили сентиментот со помош на лирски примеси на пијано насреде танц, да го отелотвори наравот помеѓу младите, засилувајќи ја потребата од афекција, која ја чувствува Томек, посебно кога се допишува со Габи Красука, глумена од Ванеса Александър. Игрива станува кога го напаѓа политичарот преку социјалните мрежи за кампањата во која ги торпедира неговите идеали и заложби, создавајќи компромитирачки видеа и фотографии, така што музиката ги пополнува празнините без говор кои се создаваат со испишување на екранот на уредите, односно screen life сегментот на филмот. Социопатологијата за контролирање на ентропијата која што се создава во филмот не е драстично поразлична од таа во Nightcrawler, со потреба за успех при зацртаниот опортунизам, која не се разликува многу и од потребата за себе докажување на протагонистот на White Tiger. Уште од Психо на Хичкок, чудовиштата се облекуваат во човечка кожа, па Томаш на Комаса представува Патрик Бейтман во чевли на Кајзер Созе во светот на миленијалците. Ова е вториот филм на Комаса кој е анализиран во видеологија по Корпус Кристи и нема повторно да ви го обрнува вниманието кон неговата севкупна филмографија, туку ќе се фокусираме на еден од неговите филмови кој е многу важен за разбирање на The Hater, а тоа е одличниот Suicide Room од 2011 година, кај што се наоѓа никулецот за идејата од која израти новиот филм на полскиот режисер. Уште од тој филм се разработува инсел културата на европско рамниште, кај што несватеното, навреденото и злоупотребено момче наоѓа истомисленици во чет-собите за самоубиства и започнува нов живот преку неговиот аватар. Потребата за реобмислување на себе си го води и одноздолюбивиот Томаш, кој што кова план како ќе ги искористи познаениците за да го предизвика зацртаниот реваншизам само затоа што е исмеан. Со други зборови, исмевањето е заедничкиот именител на протагонистите, кои го канализираат нивниот револт на сличен начин, се разбира Томаш во рамките на денешните политички кампањи, а Доминик во тогашните чет-соби, но дестинацијата е идентична. За да биде поврзаноста уште поголема, шефицата на Томаш, Беата Сантоска, глумена од Агата Кулеша, е мајката на Доминик од Suicide Room, така што можеме да заклучиме од каде тој ја има добиено ладнокрвноста во вените. Факт е дека филмот е експлозивен и откако ќе се воспостави премисата, тој постепено меандрира до разрешницата поради расплинувањето на неколку споредни действија. Протагонистот е представен како семоќен манипулатор, на кој дури мистер Робот би му подзавидел, со оглед на тоа што може да изманипулира играч на MMORPG да изврши масакр. Несомнено дека Комаса е способен да сними насилен епилог, кај што се прелева драматичниот набој во физичка пресметка, иако сметам дека не е доволно убедливо екстензивното манипулирање од еден господар на куклите како што е Томаш. Честопати сум слушнал една доктрина кај нас дека младите требало да се изложат на артхаус филмови од помали нозе, за да се гледаат дека постои нешто друго освен блокбастери и најчесто се изложуваат на одвратни, генерички, неинвентивни европски артхаус филмови,
филмови, на кои добивам нагон да заспевам во киносала и каење зашто залудно ми го цицаа слободното време од мојот живот, па претпоставувам дека губењето на интересот кон помладите е уште подрастичен. The Hater е филм кој треба да го погледнат затоа што е тековен, говори за анксиозноста на младите и лесно ќе се поврзат со фрустрацијата на разгалениот протагонист, се разбира со дополнителна дебата во која ќе биде потенцирана дидактичката димензија на филмот, кој јасно потенцира дека тој што копа гроб за другите копа еден и за себе, за да не се повтори комплексот на ране. Филмот по својата премиера заврши на стриминг сервисите затоа што во Полска беа затворени киносалите во периодот на ковид пандемијата, кога беше промовиран The Hater. Минатата година играше и на Требека, кај што доби награда за најдобар интернационален филм, со што го привлече вниманието на Netflix, кој го купи филмот за да биде составен дел од нивната платформа широм света. Овој филм е актуелен коментар на интернет кампањите за манипулирање на политичките опоненти, иницирање на масакар од незадоволните фанатици и фундаменталисти и приказ на јазот на класната поделба во Полска, кој што станува се поголем. Централен лик е антагонистот Томаш, ладнокрвен и резигниран, се додека не се разгневи и ги повлече конците од двете страни на разгневените толпи како двоен агент. Социопат на кој не смее да се угледа младината која ќе го погледне филмот. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Hater од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 187-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!